Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, ви благодарам за присуството на оваа пресконференција на која ќе сакаме да отвориме неколку теми. Првата тема е таа за фактичката состојба во нашата политика након, тоест после првиот круг, нешто што го отворивме како тема на првата пресконференција. Јас сакам да кажам дека според тоа што го гледаме на терен во изминатите 2-3 дена и тоа што можеме да го забележиме помеѓу луѓето, во изминатите 72 часа многу луѓе ни пристапуваат нови. Многу луѓе кои досега не ја гласале левица, но сега ја сметаат за нивна најприкладна опција во вториот круг и можам да ви кажам сосема одговорно дека левиот гласачки спектар се консолидира тврдо позади нас и дека тоа што левица е втората најсилна партија во Скопје веќе ќе стане реалност која ќе ја гледаме од изборен циклус во изборен циклус. Нашата улога за како обединувачка сила на сите антивладини гласови во овој момент е очигледна и ние сме спремни да ја преземеме таа улога и искрено тоа е дури и привилегија. Јас сум благодарен што сум во оваа позиција затоа што сега ги испишуваме новите правила на политичката историја на Македонија за оваа нова етапа. Овие 2 недели се многу турбулентни баш затоа што ќе ни определат какви резултати ќе имаме и на следните парламентарни избори и на следните локални избори, но едно е сигурно дека левица од сега понатаму во изборните циклуси се очекува да биде втора најсилна партија во Скопје како што е и сега ситуацијата. И понатаму сме во комуникација со некои од независните листи за можна соработка во Советот. Сметаме дека со нив имаме многу прашања за кои можеме да соработуваме. Можеме нашата соработка да ја поставиме на принципи за прашања по кои можеме да се сложиме и по кои порано сме се сложувале во Советот. Јас како советник имав многу прилики да гласам заедно со независната листа на Зелен Хуман град во изминатиот мандат, така да верувам дека и во овој мандат ништо не би било поразлично, дека можеме да најдеме заеднички точки на интерес, така и со независните заедно, кои се со еден советник во Советот на град Скопје. Очекувам дека ќе имаме соработка со нив и дека едноставно ќе се формира антивладин контингент, затоа што ова, морам да потсетам, е мобилизација против владиниот кандидат. Во ова трка имаме владин кандидат, независно од индивидуалните квалитети на Орце Георгиевски. Јас немам ништо против него како кандидат, но тој е владин кандидат и сето тоа што е против владата и деструктивните политики на владата во изминатите година и пол дена во Скопје ќе се мобилизира против неговата кандидатура, затоа што меѓу другото владата знаеме дека со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Токму тоа го прави моментално владата и покажува дека е деструктивна влада. Затоа јас повторно ќе кажам дека во следната недела ќе имаме јасен избор помеѓу една уценувачка влада и уценувачки владин кандидат кои ни велат ако не ни изберете нема ништо да ви функционира. Имаме една опција која е обединувачка, која пред се во овие 2 недели сака да ги обедини сите леви гласачи во Скопје, но и понатаму и да соработува со централната власт. Значи нашата поента е да бидеме проактивни како градска власт, продуктивни и да не влегуваме во суетни надпревари со поединечни политичари. Тоа е некој сценарио кој не ќе ме веќе да се повтори во град Скопје, како што беше случајот со градоначалничката Данела Арсовска. Значи ние не сме тука за да исполнуваме лична агенда, туку сме да исполнуваме агенда на скопјани. Понатаму во пресот сакам да се осврнем на уште 2 работи. Првата работа е тоа што во првите 72 часа нашата градска власт ќе ги раскине сите штетни договори по власта градска, по предпријатијата. Што значи тоа? Ќе го издвојам контроверзниот договор за рекламирање на маркетинг агенцијата во поглед на просторот на нашите автобуси и на нашите постојки, за да биде сликовито за јавноста. А во првите 72 часа ќе го раскинеме договорот со кој се наоѓаат казина и обложувалници на нашите автобуси. Тоа веќе не смее да биде така. Ние сметаме дека една градска власт не смее на својот имот да дозволува промовирање на корозивни процеси општествени и понатаму откако ќе го направиме тоа ќе го и закрепне финансиската состојба на јавното претпријатие кој моментално е оставено во незавидна позиција. Што значи тоа? Дека
најатрактивниот рекламен простор во Скопје, тој кој се наоѓа на нашите автобуси, на нашите постојки, ќе биде вратен во остопанисување на јавното претпријатие, а не на маркетинг агенции, од кои потоа јавното претпријатие добива само трошки. Понатаму, второто нешто на кое сакам да се осврнем во оваа пресконференција, кое сакам да го најавам како наша замисла, а тоа се две насоки во кои сакаме да ја видиме културата за младите во град Скопје во следните 4 години. Прво сакаме да му дадеме поголема поддршка на МКЦ, финансиска, затоа што МКЦ има многу своји простори кои веќе ги користи за разни намени, за разни настани, и сметаме дека дел од овие простори може да се стават во функција на Скопско рок школо. Тоа е по моделот на другите градови од Европа, каде што нашиот културен центар би набавил инструменти кои ќе бидат комунални, кои ќе може да ги користат наши млади скопјани кои немаат пари да купуваат инструменти, тоест да им дадеме простори каде што ќе може да вежбаат и да се надоградуваат музички, и сметаме дека ова ќе допринесе многу, затоа што никогаш не смееме да заборавиме дека околностите го диктираат животот на нашите граѓани, така да сметаме дека имаме многу талентирани деца, многу талентирани музичари кои едноставно немаат материјални околности, и нашите институции културни би работеле на овозможување на овие околности кои ќе бидат достапни за граѓаните. Понатаму е и формирањето, тоест поддршка на формирањето на Скопскиот графити фестивал. Тоа е по примерот на некои градови од регионот како што е Мостар, на пример. Замислата е еднаш во годината, негде на пролет, да имаме неколку дена фестивал каде што светски уметници на мурали, на графити ќе бидат поканети во Скопје и ќе го разубавуваме градот преку фестивалски пристап, и ќе му дадеме лик на она што го гледаме веќе во изминатите неколку години, а тоа е доминацијата на сивилото и на бетонот во нашиот град. Сметаме дека со ваков фестивал ќе се подобри атрактивноста на Скопје кај младата популација. Сметаме дека ова ќе допринесе до поголема активација на самата млада популација во склоп на нашите културни настани во Скопје. Ќе се даде еден простор за социјализација, разменени идеи на нашите млади, и ќе се привлечат посетители кои ќе бидат заинтересирани за ваков тип на фестивали. Во следните 10 дена ќе разговараме речиси секој ден на тематски пресконференции, каде што ќе ги потсетуваме граѓаните на дополнителни работи кои ги замислуваме, и така ќе биде секој ден, и сметаме дека повторно ќе допрат нашите идеи до граѓаните на Скопје. Инаку ние продолжуваме во овие 10 дена во истото темпо како што и претходно тоа го правевме. Нашите активисти се деноноќно на терен, додека ние пробуваме преку разни канали да ја изартикулираме пораката наша до граѓаните на најдобар начин. На крај ќе дадам коментар уште еден за она со кој и почнав, дека окрупнувањето на антивладиниот контингент е почнато, се поочигледно, и ќе биде масовно. На 2 ноември очекуваме дека нашиот контингент на гласови значително ќе се зголеми. Ќе има општини каде што очекуваме поддршката да биде дури и поголема од владиниот кандидат во Скопје, така да останува да видиме каде ќе се движат работите во овие 10 дена. Дали имате прашање? Ја да ве прашам. Најголеми проблеми на Скопјани е јавниот превоз. Што ќе направите со улиците? Дали ќе правите кружни текови, некои нови улици што ќе се пуштаат едносмерни, не знам како. И второто е загадувањето, особено во зимските периоди. Дали можеби размислувате за некаква стратегија што може веднаш да се направи, пар не пар за возила, за да се намали бројот? Значи, вака ќе почнеме од последното, па ќе идеме нанапред, а тоа е со загадувањето. Значи, стално кога се зборува за некои мерки, например како воведување на некои од против кандидатите, не знам точно кој зборуваше за воведување на такси, навлегување во мал ринг, например во центарот на градот, или ова со пар не пар. Јас сметам дека не можеме да почнеме одма казнувајќи ги граѓаните. Значи, тоа не смее да се случи одма, да ги казниме граѓаните тоа што нашите власти систематски не пристапиле 30 години. Што значи тоа? Дека ние сметаме дека треба да прекинат да се третираат симптомите на загадувањето, туку да почнат да се третираат изворите. Тоест да почнеме загадувањето да го сопираме таму каде што почнува. И сметам дека тоа треба да биде многу слојно, на повеќе различни начини. Например,
Пред се треба да се чистат нашите улици кои не се чистат редовно, таму почнува загадувањето со основните ПМ честички, тоа е со прашината. Тоа значи дека треба на булеварите наши да се воведе автоматски систем за миење на улиците. Понатаму треба да се окрупнат инспекцијските надзори на градот Скопје, затоа што моментално нема доволно инспектори во град Скопје, немаат возила, немаат дронови со кои можат да вршат инспекции, така да треба да се окрупни нивната работа и да се соработува со Министерството за животна средина крајно. Нашите инспекцијски служби и нашата градска власт сака да соработува со Министерството за животна средина, затоа што според нашите убедувања, тоест и тоа што можеме да го извлечеме од научните истражувања, не само во тоа што веруваме, е дека индустријските загадувачи се тие кои го загадуваат, Скопје, не домакинствата, не сиромашните, како што тоа се вели, така да за капацитети каде што град Скопје нема лиценца да постапува инспекцијски, ќе ни треба координација со Министерството за животна средина и на крај тоа што го спомнавте првично е јавниот превоз. Ние сметаме дека со стимулирање, тоест ревитализирање на јавниот превоз во една вистинска насока, на скопјани конечно ќе им се даде воопшто алтернатива да користат јавен превоз, затоа што моментално скопјани немаат избор да користат јавен превоз. Тој јавен превоз е несигурен, ги остава скопјани чекајќи на постојките по час и повеќе, не стигаат луѓето на време на дестинациите каде што сакаат да стигнат, така да сите се приморани или да се движат со автомобили, или тие кои мораат да се движат со велосипеди по небезбедни патики, така натаму да не должа многу. Поентата е да се даде јавен превоз кој ќе биде опција да се одвикнат скопјани од користењето на возилата и за нас јавниот превоз е број 1 приоритет. Така било и во советничкиот мандат, така ќе биде и од позиција на градоначалник и од позиција на совет. Затоа што сметаме дека со решавањето на јавниот превоз ќе се решат низа проблеми за кои зборуваме ние цело време. Еден од тие е аерозагадувањето, затоа што сметаме дека со електрични автобуси и дестимулиран превоз за автомобили сметаме дека можеме да дојдеме до посакувани резултати. Понатаму сметаме дека и за самите сообраќајни решенија треба прво да се стеснат коловозните ленти. Тоа ќе го успори сообраќајот во делови од градот и ќе биде дури и по-проточен ќе биде сообраќајот, затоа што ние не смееме да бидеме слепи на фактот дека нашите улици не се безбедни. Имавме низа трагични состојби и ситуации во градот во изминатите години, така да стеснување на коловозните ленти е една од опцијата за правење побезбеден сообраќај, но и, како што кажавте сами, правење на кружни текови на некои локации во градот. Ќе издвојам неколку од различни општини, например кај Кино Маџари треба да се направи кружен тек и ние сметаме дека таму нашата градска власт би го направила, затоа што не е безбедно тоа таму. Понатаму кај касарната во аеродром треба да се направи кружен тек и на влезот во Ѓорче и така натаму. Така да решенијата се многу слојни, но сите тие почнуваат со политичка волја и сметаме дека ако ја добиеме поддршката во недела, дека се ова ќе можеме да го преточиме во реални резултати. Имаме еден феномен на изборите, прво да започнеме од тоа дека излегува помалку граѓани да за разлика од 2021. Да. Вториот феномен е што 50.000 граѓани ги поништиле ливчињата, значи тоа не се граѓани кои останале дома. Да. Отишле да гласаат и ги поништиле ливчињата. Како го коментирате тоа? Тоа се политички ангажирани луѓе кои сметаат дека ниедна опција не ги представува нивните интереси најдобро, најверојатно. Значи тоа не е инцидентен број, тоа е голем број, тоа се политички активирани луѓе. И јас ги разбирам. Јас апсолутно ги разбирам. Многу пати коментирам со моите пријатели да не сум во политиката, многу е можно дека ќе се чувствував слично. Затоа што на нашите граѓани им се покажува дека независно дали се менуваат властите на било кое ниво, дека ситуацијата останува иста. Тие гледаат дека нивните животи не се подобруваат и сметам дека оттаму потекнува таа првична патија за неизлегување, а потоа и резигнација кон политиката за оние кои излегуваат и ги поништуваат своите ливчиња, и тоа е многу јасно. Но тоа е општествен феномен кој е вграден во нашата политика од изминатите децении. И сметам дека почива токму на таа едноличност помеѓу политиките на двете партии кои владееле со нас доминантно, но сметам дека пукнатините кои се видоа во таа политика кои ги видовме во неделата после резултатите од првиот круг, тоест дека можат да бидат победени во главниот град тие политики, може да се даде нова визија која ќе биде поразлична. Сметаме дека ние како политички чинители имаме
одговорност да влееме надеж кај нашите граѓани и во овие 2 недели очекуваме дека бројот на луѓе кои се колебале да гласаат дека сега ќе бидат охрабрени и дека ќе излезат да гласаат, и тоа е тоа за кое зборував и на самиот почеток на пресконференцијата. Обединувачката улога на левица во овие 2 недели, ние мораме да им дадеме платформа на скопјани зад која ќе може да се обединат, дури и независно од нивната идеолошка позиција, затоа што ова е избор помеѓу старото наспроти новото. Дури ќе дадам коментар и за гласачите на ВМРО ДПМН. Јас му честитам на мојот против кандидат иницијално за освоените гласови, секоја чест, но во тој контингент на гласови има уценети гласови, има заплашени гласови, луѓе кои заради вработувања мораат да донесат по 10 гласови, не знам, таму некои мафијашки тактики имаат, не ги ни знаеме точно. И тоа е многу жално. Тоа е многу жално, затоа што имаме дел од популацијата која не гласа и која по ништо ливчиња. Што правиме со популацијата која е натерана во политички избор? Тоа е уште проблематично. Затоа што голем дел од нашата популација нема ни слобода да го поништи ливчето и да го искаже својот револт на тој начин. Затоа ние во овие 2 недели ќе им се обратиме и на нив, дека изборот е наш, дека не е запечатено ништо во камен и дека судбината сами ја контролираме и мораме да ја преземеме во сопствени раце. Ете, разликата може да се каже во првиот круг беше голема, но бевте 16 кандидати, сега сте 20. Да. Очекуваш ли пресврт? Првично фантастично беше и тоа што влеговме во втор круг, така да фантастичното можеме да го очекуваме, мислам дека веќе тоа се покаже дека е реалност. Ние одиме дефинитивно на победа, сметајќи дека ќе има многу гласачи и гласачки контингенти кои ќе најдат за сходно да гласаат против владиниот кандидат. Затоа што ова, повторно ќе кажам, ова е избор помеѓу владиниот кандидат и изборот на скопјани, ова е избор помеѓу стариот систем кој го истрошил градот наспроти новиот кој можеме да го изградиме, ова е избор помеѓу 30 години лаги, корупција и криминал, помеѓу тој избор и изборот на новото време кој нема врски со бизнисот и со политичките интриги, така да ова е едноставно избор за кој може да се обединат сите независно од нивната идеолошка положба, токму и за тие гласачи за кои зборев во контингентот на ВМРО ДПМН. Ова веќе не е работа на идеологија, ова е работа на земање на градот сопствена контрола повторно.